Глигор Дачевски спаѓа во редот на искусни IT креатори, кои заедно со Игор Лештер ја формираа Сивус. Потоа се разделија и Глигор го формираше својот тим на IT иноватори и програмери Complete Synergy. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. После подолг период се гледаме, јас се сеќавам дека последниот пат бев кај вас во компанијата и тогаш бевте ентузијастички настроени, обкружен со млади информатичари, најголем дел. Но на почеток малце околу глобалните теми да почнеме. Apple е една од најмокните IT компании, го избра својот нов прв човек, Џон Тернус. Од септември ќе го замени Тим Кук, кој по 15 години заминува од Apple, оставајќи ја со 4 трилиони долари. Што значи промената во Apple? Како вие ова го дефинирате? Па генерално мислам дека Тим Кук си направи многу добра работа. Еве качи компанијата зема на 460 милиарди, сега е 4,6 трилиони, 10 пати. Во меѓувреме супер ја развиваше приказната. Сега едно нешто што не успеа под него Apple да го направи беше врската со AI. Џон Тернус мислам дека награда за неговата добра работа во хардверскиот дел и воопшто во развојот на Apple го доби ова место од проста причина што он под негово раководство беа развивани сопствените процесори од М класата на Apple и мислам тоа беше најголемата придобивка за Apple, да не зависи од Intel, плюс се осети во моментот кога го поставија тој првиот M1, ние сите видовме разлика онака драстична и сега тоа уште постои и разликата меѓу Apple процесорите и Intel процесорите секојдневно станува се поголема. Мислам, Intel успева да ги прати, ама ова си е некоја нивна приказна. И уште една добра работа Џон Тернус што направи е развојот на последниот, да речеме, Нео лаптоп. По принцип тоа е генерално, иако е лаптоп, правене со помош на мобилен процесор, со A18 мобилниот процесор на Apple. Тоа значи релативно добри перформанси, многу мала потрошувачка, многу мала цена, мислам, во однос на другите Apple-ови лаптопи. И верувам дека човекот, иако е генерално машинец по образование, сепак е доволно созран, продукт ориентиран да води компанијата и мислам дека следниот челендж на Apple ќе биде многу подобра интеграција на AI-то во мобилната. За среќа, ни конкурентите не се нешто подобри од Apple, па таму ќе видиме интересен натпревар. Господин Дачевски, вештачката интелигенција во речиси сите високо развиени земји се повеќе се применува. Што не очекува од налетот на вештачката интелигенција? Кои работни места ќе бидат загрозени? Ќе се отворат ли нови позиции? Па генерално има два погледа на продорот на вештачката интелигенција. Едниот е дека ќе биде катастрофа, луѓето нема ќе изгубат работа и така малце црни сценарија. Јас не го делам тоа мислење. Јас мислам како и секоја индустријска револуција што беше претходно машинската, да речеме, во почетоците на предминатиот век, да речеме, крајот, или оваја што беше со компјутеризацијата генерално, автоматизацијата на фабриките, донесуваат бенефит за луѓето, така и AI револуцијата ќе донесе бенефит. Се разбира дека ќе се изгубат некои работни места, веќе има влијание на компании што претходно, да речеме, се занимавале со некаква автоматизација на дигитални процеси, сега тоа и го презема многу брзо и многу едноставно и веќе тие на берзите ја губат нивната вредност. Од друга страна, ние како например, како IT, предпоставките се дека многу луѓе ќе изгубат работа и јас се слагам дека во моментот со помош на AI ние како поединци можеме да изделивираме повеќе. И тоа ние како фирма, например, го користиме. Оно што претходно било мануелна работа, доста мануелна работа, куцање на некој код што е општ или неспецифичен, сега AI-то ни го дава како малте како готово решение, со тоа што крајниот резултат и крајниот концепт и крајната идеја е се уште во
нели, во човечки раце, во рацете во умот и рацете на инженерите. Така да верувам дека ќе се ослободи и можеби и повеќе слободно време за луѓето, ако можеме да свесни сме историски дека сабота не беше слободен ден пред 200 години. Со индустријската револуција, посебно кога Форд ја направи лентата, мислам, кога почна автомобилите да ги произведува на лента, како во фабрика, се установи дека треба уште еден ден, ако ништо друго, за да се трошат парите што се заработуваат. Пошто иначе од што ќе живеат фабриките. Така да ова мислам дека е тој нареден чекор, дека ќе се отворат нови работни места за луѓе кои ќе знаат како ќе можат да завршат работа со помош на АИ. Дали е потребно што побрзо прилагодување на новите светски технолошки трендови за да се биде во чекор со... Секако, мислам, понудата, сепак Македонија е мала земја, мал пазар, ние, или барем јас, од секој што сум го гледал и така сум се стремел, пазарот мој да биде надвор. Конкуренцијата е голема во секој поглед. Тие веќе ние на наши клиенти имаме имплементирано АИ решенија. Со тие АИ решенија, тие исти клиенти стануваат поконкурентни на нивните пазари. Ако сакаат македонските клиенти да се борат на тие европски пазари, секако дека ќе треба да имплементираат АИ. Кога сме веќе на домашниот, на македонскиот пазар, светот зборува за вештачка интелигенција, а ние се уште се гордееме што еве сме на крајот од дигитализацијата, процесот на дигитализација. Па добро сега, тоа е вака. Проблемот со дигитализацијата беше дека во минатите години имаше голем застој. Верувам дека во последните 2 години прогресот е поголем заради тоа што свесен сум, а и во секојдневното работење излегуваат повеќе и повеќе сервиси што се врзани со дигитална, да речеме, со дигитализацијата, со дигитални решенија на генерално на владино ниво, во државните институции ги има и дури и, да речеме, еве, доста од приватни компании денеска имаат завршено дигитализација. Како сме ние адаптирани на новите предизвици? Па добро, тој што е завршениот дигитален дел до сега, мислам дека е окей, дека треба уште да се работи, треба повеќе да се дигитализира. Сега згодно е ако у целата таа дигитализација почнат да воведуваат и АИ сегменти. Еве, например, вчера имаше објавено на конференција за сметководство 3 агенти што релативно брзо им ја завршуваат на сметководителите работата. Дали македонскиот пазар на работна сила и натаму ќе биде трудоинтензивен? Кој како може да се преквалификува за новите звања? Па секако дека вака, тоа зависи многу од луѓето. Ние како IT, бидејќи предничиме во таа работа, секако дека се осврнуваме у тоа и, например, тоа го решаваме со интерни обуки, со некои заеднички стратегии. Има таму, а и тоа колку што е добро, има и предизвици. Например, околу security има предизвици, околу собственост, интелектуална собственост има предизвици. Ама сега во моментот се формираат тие ставови, можеби официјални ставови на компаниите како ќе постапуваат натака со АИТО. И у тој контекст за она, да речеме, шалтање или префрлање, секако дека луѓето треба да се приспособат на тоа и дека треба да научат да работат со новите алатки. Исто како што беше со старите. Еве, например, може да се замислите на времето, еве, јас памтам дека оние секретарки на времето, уствари дактилографки, што знаеа да работат компјутер, беа и поценети и поплатени. Така ќе биде и сега. Тие што ќе знаат да користат АИ, ако ништо друго ќе деливираат повеќе и за тоа ќе бидат поплатени.
Дали и денес добро платените македонски информатичари и натаму гледаат дека подобра и перспективата надвор отколку дома? Па се заминуваат. Не знам, генерално, еве можам да ви кажам кај нас. Од кај нас, двајца си замина кај нас во Шведска. Тие не заминаа заради тоа што не им чинало кај нас у компанијата, него заминале заради тоа што нешто не им се бендисувало тука. Ама меѓувреме се врати еден човек од Шведска, од нашата компанија, во Скопје кај нас во канцеларија, заради тоа што сметал дека тука подобро ќе ги одгледа децата, дека на пример му фали македонското парче земја. Генерално мислам дека искусните и тие што се доволно способни заработуваат доволно за добар живот тука. Сега дали другите компоненти им се бендисуваат или не, тоа е веќе лична определба. Како да се намали одливот на мозоци? Со целокупниот некој раст на сервисите, услугите, на пример здравство, школство, тоа мислам дека највише им смета на овие што се способни тука добро да живеат, а заминуваат без, да речеме, не од екзистенцијални потреби. Глигор Дачевски, IT доајен, еден од основачите на Сивус, денес своја компанија, основач, директор. Видите, мојот тим е инспиративен и амбициозен. Како им се одолжувате на своите вработени? Па како им се одолжувам? Прво, они учествуваат у доста, мислам сега, некако фирмата ја водиме, условно кажано, заеднички. Мислам дека односот према нив е фер. Точно ли е дека дел од собственоста сте им ја препишале? Па да, у принцип точно е, вака сега, нели историски како што се развивале работите, во еден одреден момент, да речеме, кога го напустив Сивус и отворив своја компанија, таа беше партнерска, работевме на холандскиот пазар. После тоа, да речеме, го отворивме Спортипал, таму веќе таму имаше, на пример, исто имаше бенефит за вработените, кога при продажбите, по големите продажби, они добиваа процент од самата продажба. Не беше многу висок, ама сепак како специфика некоја посебно. Тоа беше на страна од сите приходи што ги има. И во моментот кога, да речеме, се десија некои прекретници на компанијата, во моментот на формирањето, уствари, на Докстим, тогаш реков зашто да партнерирам со некој друг, ќе партнерирам со луѓето од компанијата. И тогаш они добија 20% во фирмата. Учествуваат во добивките, учествуваа и понатаму во продажбата на уделот. Значи, тоа е нешто што, да речеме, секогаш сум ги третирал како партнери и биле партнери реално. Како се движат денеска платите на програмирите? Па се движат, мислам дека се уште се добри, иако морам да кажам дека можеби гледам две причини за стагнирање малце на бизнисот генерално. Кои се причините за стагнацијата? Па мислам дека во минатиот период имаше заситување од неквалитетен кадар и незавршување на големи и скапи проекти, тоа е едната работа. И втората работа е дефинитивно АИТО, кое од една страна ни овозможува да деливираме повеќе, ама од друга страна ја намалува потребата за луѓе што не се толку квалитетни. Па верувам дека во овој период, бидејќи у претходниот имаше наплив и на квалитет и на не толку квалитет, дека сега тоа ќе биде малце прочистено, иначе се уште како сектор платите ни се најголеми меѓу најголемите во Македонија. Кој е рецептот за водење на успешен бизнис? Па не знам, валјда некоја искреност, отвореност, пренесување на знаење, примање на совети од вработените, водење на компанијата во насока да не биде тоа микроменеджмент, него
секој да си ја преземе одговорноста за тоа што го работи и се разбира на крај учество во успехот. Најчесто сте или најмногу се фокусирате надвор, односно сте ориентирани кон надворешниот пазар. Дали тоа е некаков индикатор дека македонскиот пазар е мал за вас? Па генерално јас, најискрено пред да го формирам СИУС, неколку години работев во друга индустрија заради тоа што пазарот скоро и да не постоеше. И од тогаш бев фокусиран. Првично излезот на тој, да речеме, на западниот пазар, ми беше повеќе како челендж дека еве и ние знаеме и можеме да се надпреваруваме со светската конкуренција, која и да е. И тоа, да речеме, успешно го работевме и за тоа имаме признанија и во проектите што ги зимаме и официјални признанија со победи на надпревари, прогласување за имаме 2-3 позиции кај што сме прогласени за најдобри во светот во продуктите што сме ги развивале. Тоа е, а тоа и продолжува и сега, у однос на тоа дека на запад, клиентите што ги зимаме, генерално носат посложени и почеленџинг продукти, што треба да се развиваат и тоа е за нас е интерес, а тоа е едната работа и втората работа е секако добро сме платени од таму. Дачевски, на крајот, како гледате на овој тренд, особено кај малите, кај младите, кај децата, што се на некој начин обседнати со овие технолошки алатки, од лаптопи до таблети, до айфони? Вака, јас таа дилема сум ја имал уште од моите, кога беа обседнати со таа работа, да речеме, со тие, да речеме, геджети да ги крстиме. Искрено, од денешна перспектива, да речеме, не бевме ние пререстриктивни, децава го искористија. Го искористија тој живот во, да речеме, во технологијата за да стекнат одредени знаења, кои, by the way, например, постариот ги користи во бизнисот негов, мислам, успешно користи технолошки алатки за да може да продава продукт во компанијата за која работи. Помалиот уште студира, ама еве гледам и он, например, иако од почетокот не покажуваше, да речеме, знаци на програмерско, да речеме, како татко што седнал на компјутер, кутал, програмирал уште од дете. Еве го сега, на крајот на неговите студии, со помош на новите алатки, тоест АИТО, он успева да деливира продукти што, еве да речеме, сега за сега ги користиме ние кај нас у компанија, ама се покажуваат како добри. Но премногу не сметате ли дека младите се премногу обседнати со социјални мрежи? Па сега се. Треба, не знам тоа. Предност или хендикеп? Не знам, не го знам точниот одговор. Верувам дека секој фамилија треба некако на некој по-демократски начин да го ограничи, ако може тоа така да се каже. Многу зборење треба. Благодарам многу за разговорот. Благодарам и вам. Тука завршуваме, следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трелинг. Довидување до идниот петок во исто време.